пештерните храмови е неразделно врзан со монаштвото и монашкиот живот на овие простори. Зборот монах доаѓа од грчкото монос и буквално значи сам, еден. Да се биде монах значи да се биде осаменик, самотник. Осамата секогаш била предуслов за подлабоко поврзување со Бога и за стекнување на Божјата благодат. Монахот го напушта светот и се осамува, за да води живот исполнет со пост и молитва, и така да дојде поблиску до вистината. Иако сам, тој е со сите и се моли за спасението на сиот свет. Православната црква разликува три главни форми на монашко живење. Во едно свое писмо од 1766 година Свети Паисий Величковски вели: Светиот Дух низ светите отци исцело го устроил и восстановил монашкиот живот на три различни начина. Живот во поголема заедница, општежитие, живот со еден или двајца други браќа, скит, и осаменичко анахоретско живење. Познати монаси анахорети кои живееле на нашите простори се Свети Гаврил Лесновски, Свети Јован Рилски, Свети Јоаким Осоловски и Свети Прохор Чински. Честопати, откако монахот ќе го завршил својот живот на земјата, пештерата во која тој пребивал, како свето место, била претворена во црква. Многу од пештерните храмови настанале токму на таков начин. Под анахоретско или отшелничко монаштво се подразбира таков начин на живот, кога калуѓерот престојува сам во пустината, далеко од луѓето, во својата келија, избегнувајќи какви да е контакти во својот обид да го достигне совршеното. Таквите монаси најчесто избирале природни пештери, сместени далеку од погледите на луѓето и искушенијата на овој свет. Таму, во осамата, во својата пештера, со Исусовата молитва на устните, ја воделе духовната борба со злото во човековата падната природа. Анахорет не можел да стане секој што ќе посака. Овој начин на живот бил само за оние со ангелска сила, за ретките меѓу монасите кои можеле да им одолеат и на најголемите демонски искушенија. Покрај тоа, монахот осаменик морал да биде извонредно искусен и вешт човек, кој во суровите услови на девината можел сам да се грижи за потребите на телото, храната и облеката. Пештерните цркви во Македонија се наоѓаат издлабени во карпите на брегот на Охридското езеро. Уште од самиот почеток на покрстувањето на македонските словени во 9 век, со доаѓањето на Свети Климент и Наум во Охрид, овој град станал значаен духовен центар за ширење на христијанската вера
i ja zadržal ta uloga i во вековите што следат. Климент и Свети Наум и самите биле монаси и ги поставиле темелите на православното монаштво во овие краеви. Тие изградиле свои манастири, низ кои поминале многу нивни ученици. Нема причина да не веруваме дека токму некои од тие ученици се првите кои започнале да водат осаменички живот во пештерите околу Белото езеро. На западниот брег на езерото, над селото Радожда, сместена високо во Карпите, се наоѓа пештерната црква посветена на Свети Архангел Михаил. Она што ја одликува оваа црква е нејзиниот живопис. На самиот влез во храмот се разпознаваат две надворешни фрески, на кои е живописан патронот на црквата. Десно од нив е сцената Вознесение Христово, која го красала сводот на некогаш затворената просторија, чии ѕидови се одронија. Во внатрешноста на црквата повторно го гледаме ликот на Архангел Михаил и токму на оваа фреска јасно се гледа двата слоја во живописот, кои потекнуваат од различни периоди. Долниот е од 13-тиот, а горниот од крајот на 14-тиот век, кога зографите посе изгледа само ги пресликале од озгора содржините на тогаш потемнетите фрески. Иконостасот на црквата е од многу понов датум. Патот за Свети Наум од другата страна на езерото се наоѓа црквата во народот позната како Света Богородица Пештанска. Тоа е без друго најпосетуваната пештерна црква во Македонија, поради фактот што се наоѓа во рамките на автокампот Градиште. Црквата е со мали димензии, но е исклучително убава и во себе се уште носи мистичен дух. Таа некогаш представувала соборна црквичка на монашки скит, а денес е само место каде понекој од капачите ќе запали свеќа и каде понекој пајак мирно си ја ткае својата мрежа.